приказни со желба да се објасни нашето потекло. Ние знаеме дека кога учевме во училиште, еволуцијата како го објаснува потеклото на животот. Едноставно, поаѓа од некаде таму, а не знае да го објасни како настанал животот. Но ние, христијаните, кои читаме Библијата, имаме 100% одговор во Светото писмо како настанал животот, дека не настанал само од себе, туку позади тој има Творец, Создател, нашиот Господ Исус Христос. Не можеме да живееме целосен и здрав живот без познавање на неговото потекло и цел. Значи, ние сакаме да имаме нешто, а не сакаме да се запознаеме со минатото, од каде сме, што сме, како сме настанале, како да го одржуваме тој живот. Ние сме, како овде што вели, создадени за нешто подобро. Не сме создадени да се родиме, да се мачиме 50, 60, 100 години и на крајот да завршиме со смрт. Една од најстарите приказни учи дека еден Бог го совладал другиот Бог, од чие тело настанала земјата. И тоа е една теорија. Секој пат кога Богот победник плукнал за згрченото тело или на згрченото тело на својот победен противник, се појавувал друг човек. Ете каква теорија постои и на жалост некои луѓе и веруваат на оваа теорија, дека тоа е приказна, еден Бог совладал друг Бог и од тоа тело настанала земјата. Ова е една теорија и луѓето размислуваат за ова. Меѓутоа, според едно најново учење, ние воопшто не постоиме, туку сме од некоја поинтелигентна раса, создадени како симулација на компјутер. Еве, некој како тоа го објаснува. Од каде сме ние? Како што реков, паднати сме некаде од Вселената. И тука сме се нашле и човекот почнал да се развива. Или како некој што вели овде, симулација на компјутер. Знаете, на компјутер денеска може да се направат секакви скици, секакви симулации, секакви сцени и така натаму. Меѓутоа, дали е тоа точно? Кои сме ние? Што сме ние? Од каде сме ние? И кој е целта на нашето постоење? Алекс Розенберг, човек атеист, јавно се декларира дека не верува во Бога. Еве што вели. Поред овие две предпоставки, постои трета, првите две што ги спомнавме, вклучувајќи го тврдењето на атеистот Алекса Розенберг, кој вели дека постоиме како бесмислено материјално тело во бесмислениот материјален универзум. Ете што е целта на човековото постоење според овој човек, според овој господин. Значи, тој не го признава Бога, не го признава постоењето или создавањето на човекот од материја, од земја, туку тој вели дека постоиме како бесмислено материјално тело во бесмислениот материјален универзум. Што е целта на универзумот? Тој вели ја нема. Алекса тоа го тврди. Кој е смислот на животот? Исто така го нема. Но Библијата дава друг одговор. Библијата кажува зошто ние постоиме. Дека ние не сме случајност. Бог не создал со намера, со цел. Како што ние кога градиме куќа, градиме со цел да живееме, да живеат нашите деца или да ја продадеме. Тоа некој може да има и бизнис, ја продава и така натаму. Значи имаме цел. Не правиме нешто само затоа што да направиме. Што е целта на универзумот? Тој вели ја нема. А кој е смислот на животот? Исто така го нема. Меѓутоа, Библијата ни го трга пердето, Библијата ја трга завесата и ни открива кои сме ние, зошто сме на оваа земја. Библиското гледање се разликува, браќи и сестри, од многобројните теории и останува дури и денес најразбирливо, најпрактично објаснување за потеклото и целта на човечкото постоење кое дава надеж. Значи, Библијата ни открива многу важни работи. Денеска луѓето веруваат, така да кажем, во глупост и повеќе, отколку во она што е така едноставно напишано, кажано во Светото писмо, во Библијата. А луѓето веруваат во такви, на жалост, теории. Значи, спротивно на тие расширени предпоставки во современата наука, која го посматра човекот како некоја случајност, како некоја предпоставка, како што вели науката, односно филозофијата, Светото писмо вели дека животот е непосредно создаден од страна на Создателот, на Господ Исус Христос. Дека ние не сме случајно нова земја. Светото писмо го пишува создавањето на животот како непосреден чин на Бога, на Создателот. И ние сега ќе се навратиме
во Светото писмо и ќе видиме какво е тоа библиско гледање на потеклото и целта на човечкиот род. Прва Мојсеева, 1 глава, 3 стих вели: и рече Бог, нека биде, и бидна. И така одеме до 6-тиот ден. Бог создавал со збор, нека биде, и тоа се случувало. Наистина, многу поедноставно е да се верува во ова изјава Божја, односно од Библијата, отколку во овие изјави што на почетокот го читавме од страна на некои филозофи. Овде прва Мојсеева ни го открива настанот на создавањето. Ни открива непосредно Божјата замисла. Бог и денеска создава, тој е динамичен. И кога е создал нашата планета, подосна ако читаме во 2 глава, таму Бог го благослова првиот брак, првиот човек и првата жена. Раѓајте се и множете се и наполнете земјата. Бог имал цел зошто го создал човекот, односно ова наша планета. Наместо зборовите да не доведат во постоење на живот, Бог го создал Адам од земниот прав. Така едноставно Библијата тоа ни го кажува. И интересно, кога Бог го создал човекот, не му дал душа бесмртна. Господ го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките, така човекот стана жива душа или душа жива. Очигледно има разлика од она што филозофијата го кажува и она што Бог го кажува. Дека ние носиме лик, или лик Божи носиме ние. Подосна ќе споменеме и за ДНК-та. ДНК што ние ја поседуваме. Науката тоа не може да го објасни како тоа настанува. Меѓутоа, очигледно, Бог е тој кој сето тоа го создал и ние чврсто веруваме. Човекот е единствено суштество создадено според Божиот лик. Сите останати созданија, и животните, и намирниците, или овошките, зеленчукот, си има своја врста. Меѓутоа, човекот е единствено според Божиот лик. Кога Бог рекол, ајде да направиме човек како што сме ние, очигледно ние носиме Божи лик, Божи карактер треба да имаме. Иако подосна гревот сето тоа го пропастил, но сепак создавањето достигнува кулминација кога човекот бил создаден. Овде имаме изложено сега плодови. Значи Бог создал и пченка, и патлиџани, и домати, и пиперки, и лубеници. Меѓутоа, тоа е создадено. Кога човекот бил создаден, тоа е кулминација. Сето тоа го покрива и човекот станува господар на се оно што Господ го создал. Бог во 7-миот ден, вели Библијата, се одморил, зашто работата негова била завршена. Така се доврши небото и земјата и сета војска нивна. Една писателка по име Елена Вајт во книгата Патриарси и пророци, еве што кажува. Кога била создадена земјата со сето изобилство на животинскиот и растителниот свет, на сцената е изведен човекот, круна на Божето создавање. Суштество на кое земјата со сиот свој сјај му била наменета. Нему му било дадено да биде господар над се што можело да види човечкото око. Каква прекрасна изјава. Што човекот добил? Да биде господар над животинскиот, растителниот, на се оно што постои нова планета. На жалост, денеска човекот тие ресурси што Бог ги всадил в земја или што земјата ни ги дава, ги упропастува. Со својата себичност, со својот егоизам, да има повеќе, испушта гасови горе во Вселената, ја загадува почвата, водата, и сите тие ресурси кои ни се потребни за прехрана на човекот, се повеќе и повеќе стануваат штетни на жалост. И затоа треба да бираме што ќе јадеме и што ќе пиеме. Зашто се што се продава не значи дека е здраво за наша исхрана. Бог затоа ни дал ум да бираме што ќе јадеме и што ќе пиеме. И овие предавања, бидејќи се допират и до здравјето, еве идното предавање ќе биде под наслов Исхраната и здравјето. Дали сте во опасност? Тоа се 11 предавања за квалитетен живот, тајните на квалитетниот живот. Значи, Адам и Ева имале квалитетен живот во рајот, се додека не дошол гревот. Имале растителен свет чист, животински свет незагаден. А човекот како круна на Божјото создавање е создаден и поставен во тој рај. Нему му било дадено да биде господар над се што можело
да го види човечкото око. И кога сега малце ќе се вивнеме горе во облаците во Вселената, ќе видиме навистина, браќи и сестри, склад во Вселената. Нема таму дисхармонија, нема таму пореметување. Денеска железничкиот сообраќај и во Јапонија или во Швајцарија, каде е најсовршен, повторно доаѓа до куршлуси, доаѓа до сообраќајки. Човечки фактори. Затајало таму семафорот или компјутерот се расипал, едноставно погрешни информации дадени. Но во Вселената такво нешто нема, зашто позади Вселената стои Бог, совршениот Бог, каде што нема проблеми. Ако би се односот помеѓу електромагнетната сила и силата на гравитацијата променил за 1,10 на 40, човечкиот род повеќе не би бил овде. И ние велиме, ако има повеќе кислород или повеќе јагленерод во воздухот, ние не би обстанале. Бог така ги создал тие сразмерно, или ако е Сонцето поблизу до планетата Земја, или подалеко, ние би смрзнали, или би се испекле. Склад постои во Вселената. И сега, овие бројки, може за нас сите не се ни битни, или пак не знаеме да ги прочитаме. Но еве овде, имам овде запишено, вели, ако би се нашиот однос помеѓу електромагнетната сила и силата на гравитацијата променил за 1,1040, човечкиот род не би бил повеќе овде. Што значи тоа 1,1040? Така е. Еве, математичарот Џон Ленокс објаснува со практично, вели, покрите Америка со парички поредени во висина до месечината. Знаете, железни пари. И велеат до месечината колку има? 380 илјади километри. Тоа е огромна далечина. Вели, потоа направете исто и на милиарди други континенти со иста големина. Една паричка, вели, офарбајте ја со црвено и ставете ја негде во тие милиарди парички. Врзете му очи на некој ваш пријател и нека отиде да ја пронајде. Таа паричка црвена во милиарди тие други парички. Можноста е, вели, 1,10 на 40. Да успее. Што невозможно е. Што невозможно. Замислите, како што некои велат, случајно настанало дрвото, случајно станале се во природата. Па ајде овај хармониум нека настане случајно. Одете во отпад, во Кавадарец и фрлете неколку железа гори и нека падне лимузина. Невозможно е тоа. А луѓето велат, ете, тоа еволуцијата го направила, со време и така натаму. Значи, постојат многу други фактори во Вселената за оддалеченоста на Земјата од Сонцето, за брзината на ротацијата, значи како се светото движе, енергетско ниво на атомите, на јагленеродот и така натаму, и така натаму. Сето тоа кај нас предизвикува воскит, кога сето тоа го гледаме. Научниците овие восхитувачки односи ги нарекле антропски случајности. Гледате, човекот во својата филозофија ќе најде некој одговор, за да се одбрани или пак за да не поверува она што Господ го кажува. Што значи тоа антропска случајност? Антропска случајност или антропос на грчки значи човек. А другото е случајност затоа што тоа е еден величествен однос на Создателот, дека стои Бог позади сето она што постои на оваа земја. Еве го грчкиот збор антропос значи човек. Психијатрот Виктор Франкл тврдел дека во сршта на човековото суштество е да пронајде смисол на своето постоење или во спротивност ќе живе без надеж, а надежта е клучна за човековото обстојување. Навистина, овој човек ја кажува, иначе овој човек, Виктор Франкл, го преживел Холокаустот за време на Втората светска војна. И тој тврди дека човекот мора да постои надеж. Оние луѓе кои биле затворени во Холокаустот, кои не биле во гасните комори однесени, биле затворени, кои имале надеж дека ќе излезат еден ден живи од овој затвор, останале живи. А оние кои биле песимисти, кои само негативни емоции или мисли ги оптеретувале во нивните умови, не го преживеле Холокаустот. И затоа овој човек завршил психијатар подосна и сакал да им помага на луѓето
да им помага ако имаат проблем. Човекот треба да го пронајде смислот на своето постоење. Или во спротивност, ќе живе без надеж. А надежта е клучна за нашето обстојување. Затоа во народот постои дека надежта кога умира? Последна, дека човекот му чука срцето, дека очите му се отворени, треба да се надева без разлика какво бреме го притиска. Меѓутоа, еве овој Стивен Хокинг, познат човек, мислам дека тој веќе не е жив, во својата книга тврди дека сме хемиски талог на површината на земјата. А кога си талог, што правиме ние со талогот? Го фрлеме, некористен, непотребен. Но, според прва Мојсеева, прва глава, овој човек вели дека ние сме хемиски талог на земјината површина. Но Библијата вели дека ние сме создадени според Божјиот лик, кој треба да расти, да се развива. Не сме ние талог, почитувани. Не сме ние таму на маргините во Вселената отфрлени. Туку за нашата планета, за тебе и за мене дошол Исус Христос, кој го дал својот живот. И таму вели кој гиба во вас, како да гиба во зеницата на Бога, во очите на Бога. Ние сме создадени со причина да го пронајдеме смислот и целта, вклучувајќи да имаме добро здравје, да имаме благосостојба, да го бараме Бога и да живееме според Божјата волја и според Божите правила, еден ден да бидеме со Него. Според Библијата, значи, ние сме создадени според Божјиот лик. Ние треба да растеме, да созреваме. Создадени сме со причина и смисол и цел, вклучувајќи да имаме добро здравје. Знаете, Светската здравствена организација, како дефиниција, што кажува за здравјето? Тоа е целокупно, дух, душа и тело. Сите три компоненти треба да не бидат здрави. Не е само здрави да одиш на пазар, до продавница, на работа, меѓутоа треба и духот да ти биде, и душата, и целото битие наше да биде здраво. И затоа тоа била и Божја намера. Според старите пагански идеи, телото и духот се раздвоени. Телото е рѓаво, а духот е добар. Знаете, тие филозофски правци и едноставно тоа го кажуваат, паганските идеи, телото и духот се раздвоени. Не. Постои изрека, во здраво тело што треба да има? И здрав дух. Никога велиме душата ме боли. Како дефинирате душата? Каде се наоѓа? Во кој дел на нашето тело? Па тоа е целото наше. Дух, душа и тело, тоа тројство што ние го имаме во себе, треба да се сочува што повеќе, подалеку да живееме и повеќе и подолго да живееме, тие три компоненти да бидат успешни во нас. Меѓутоа, гледате паганските идеи какви се. Телото е рѓаво и тоа ќе гние, но духот, душата оди во рајот. Од каде потекнува таа идеја? Светото писмо ја изнесува идејата според која сите видови на човечките суштества, физички, ментални и духовни, прават една целина и не постојат еден без друг. И затоа кога едно тие работи ќе се повреди или ќе се поремети кај нас, ние не сме здрави целосно. Ние чувствуваме болка, замислени сме, разочарани сме, зашто духот клони. Царот Давид често пати вели, што си клонила душо моја? Што си жалосна? Стани, надевај се во Господа. Значи, душата наша може да венее. Тоаш неме волја за живот, неме волја за работа, се ни е црно, едноставно немаме никаква надеж. Но Библијата зборува дека ние сме создадени за нешто подобро. Кога Адам бил создаден, кога Бог му вдахнал здив на живот, тој станал душа жива. Нефеш хајах, тоа е на еврејски. Нефеш значи душа. Едноставно, тоа Бог го всадил жива душа, а не бесмртна душа. Ние немаме сами за себе душа. Душата е спој на животот Божи и на телото што Адам го добил од Бога кога бил создаден од земја. И затоа ние носиме во себе нефеш хајах. И овде произлегуваат неколку работи. Еве уште една што да го споменеме, дека животните немаат нефеш хајах. Односно имаат и тие, но не во склоп на интелигенција, но како живи суштества, значи и тие имаат нефеш, го имаат тој живот, што ползат и се движат на ова планета. Меѓутоа, две работи произлегуваат од
размислувањето кога човекот сака да го негира Бога. А тоа е дуализам, го нагласува духовното во однос на физичкото го смета за зло. Библијата го слави физичкиот свет како дело на неговата создателска мог. И затоа често пати, кога Бог создавал, и вели, и беше многу добро. И самиот Бог се воодушевувал кога нешто ќе создаде. А посебно кога дошол на ред човекот. Физички бил убав Адам и Ева. И Бог се радовал, со други зборови, кога на своите производи, кога ги гледал, кога биле создадени, посебно Господа, кога го создал човекот. Значи, според Божето гледиште, важноста на физичкото, на духовното и на менталното на нашата природа се многу важни аспекти. И затоа апостол Павле, подоцна во посланието до Коринтјаните, ќе напише, или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас, кој го имате од Бога, па не си припаѓате само на себе. И затоа, почитувани, многу е важно што внесуваме во нашето тело, со што го храниме. Не само физичка храна што ја јадеме од нашите ниви што произведуваме или купуваме во продавници или на пазар, меѓутоа и духовно со што се храни нашето тело. Што гледаме, што слушаме, со што се занимаваме, но сепак овде Павле зборува за нашето физичко тело, дека треба да биде чисто, треба да биде место кај што Духот Свети ќе има престој. Ако сме пијани, ако сме другирани, ако имаме други проблеми, може многу лекарства се потребуваат, Духот Свети не може да живее во нас, да управува со нас. И затоа некои во таква состојба дури посегнуваат по својот живот. Една филозофска предпоставка целосно е порекнала духовната страна, ограничувајќи ја целата стварност, вклучувајќи ја и секој вид на човечката природа на ништо друго, туку само до движење на молекулите. Ете, некој мисли дека тоа е само хемија, како што реков и на самиот почеток. Дали е тоа точно, почитувани? Ова е филозофска предпоставка. Но библиското гледање е сосема подруго. Библиското гледање кажува дека ние сме производ Божи, дека Бог го создал човекот и Ева. Библиското гледање кое нагласува постојање на важноста на физичките, духовните и менталните факти на нашата природа стануваат важни во потрага за здравје, излекување и среќа. Значи, гледаме дека тоа е многу важно. Физички да бидеме исправни, духовно и ментално. Тие се три компоненти што стануваат многу важни и за нашето физичко здравје. Кои сме ние? Ние сме Божи созданија. Секако сме се родени, ние сме родени од нашите родители, нашите мајки. Меѓутоа, ако одиме на почетокот, ќе видиме дека првиот човек и првата жена се производ директно од Бога. Здравјето ги опфаќа сите аспекти на нашето суштество. Нашиот ум, чувствата, телото и нашата природа. Затоа мора да внимаваме, браќи и сестри, на нашиот ум и на нашите чувства, на нашето тело и овде вели на нашата природа. Псалмиста Давид, кој живеел 3000 години од нас назад, пишува: Ти благодарам што сум прекрасно создаден. Од каде Давид знаел дека е прекрасно создаден? Каде он прочитал? Сега ние може да отидеме на интернет и да бараме за нашето око или за нашите очи информации. Ке се воодушевиме. Науката тоа го испитала, како функционира нашето око. Чудо од живот е. Или нашиот мозок, или нашите клетки. Ево имам овде некои податоци, дека Адам во негово време немал микроскоп, немал рентген апарат, немал уред за скенирање, немал ни магнетна резонанса. Давид немал појма што е тоа. Давид не знал што е тоа келии, а уште помалку дека тие се сложени. Тој немал појма што се тоа синтеза на белковини. Тој немал појма. Или црвена, односно за крвта, бели крвни зрнца, згрушување на крвта, тоа Давид немал појма. Но тој дава изјава: Ти благодарам, Боже, што сум прекрасно создаден. Давид немал појма што е тоа ДНК. Сигурно неговиот ум тоа не можел да го свати, па и нашиот денеска.
Знаете во едно човечко тело колку ДНК постојат? 20 милиарди метри ДНК. 20 милиарди, каква е таа бројка? Не може да споредам со должина, со висина. 20 милиарди метри. Понатаму, во нашите гени постојат повеќе од 3,5 милиарди знаци или знакови. Значи, во нашите гени. Замислете, почнува да ни се вртат тие бројки во главата. А Давид, обично пастирче, таму на падините околу Витлеем или околните градови кај што живеел, ги гледа небесните, го гледа небото, птиците, може и себе си, своите прсти ги наблюдува, својата рака и вели: Боже, ти благодарам што сум прекрасно создаден. Кои сме ние, почитувани? Ние сме прекрасно создадени суштества од страна на Бога. И тоа тело треба да го држуваме во најисправна состојба, што повеќе и подолго, што стои до нас. Секако воздухот не може да го бираме. Водата можеме и не можеме целосно. Но храната што ја користиме, треба навистина да ја бираме, за да не го расипува нашето тело. Ние сме чудо од живот. Денеска науката продрала во сите аспекти скоро на човечкото тело. Иако животот не знае уште да го објасни како настанал. Но сите други органи се веќе испитани и самата наука е воодушевена. Погледнете што спомнав. 20 милиарди метри на ДНК. Гените наши, повеќе од 3,5 милиарди знаци постојат во нашите гени. Иако Давид немал информации за сето тоа, сепак тој имал добар збор за Бога и има благодари на Господа за неговото постоење, за постоењето на самиот Давид. Навистина, чудо од живот. Еве ги тие бројки што пред малце ги спомнав. Давид за тоа ништо не знаел за функцијата на белите крвни зрнца и зглушување на крвта, но сепак тој му верувал на Господа. Без обзир што сме духовно создадени, ние сме грешни суштества во грешниот свет и затоа сме подложени на болести, болки и смрт. Не смеме Бога да го оптеретуваме, почитувани, ако Бог така сложено не создал со тие ДНК, со тие сите елементи што ги носиме, сепак последици на гревот придонеле да ние денеска страдаме, да боледуваме и на крајот да умреме. Но гробот не е последна станица. Ние христијаните веруваме во еден подобар свет, во еден друг живот. Секако не веднаш со смртта. Постои време кога Исус треба да дојде, кога повторно човекот треба да воскресне и да добие ново тело, нова прилика, во смисол нов живот. Но овој живот, целовитниот живот што Бог ни го дал, на жалост е пореметен во овој нарушен свет во кој живееме. Но сепак Бог ни дал правила како да постапиме и без разлика во греф што живееме на грешна планета, повторно да ни биде подобро од оние кои живеат без Бога, кои немаат цел на своето постоење. Затоа ние вечерва зборуваме и ќе зборуваме и понатаму дека сме создадени за нешто подобро. Не сме создадени само да се мачиме. Читаме по весниците разни истории, разни приказни за луѓе од село, за луѓе кои имале тежок живот, па може и во град да биде. Меѓутоа сепак овде сме привремено. Овде сме само привремено. Како што одиме на гости по една недела или по 3 дена и се враќаме дома, ние овде сме гости. Дали 50, 70, 100 години, еден ден ќе заминеме од оваа планета. Елена Вајт, повторно ќе читаме извештај, една изјава која дала. Нашата прва должност кон Бога и ближните е личен развој. Секоја особина со која Бог не дарувал треба да биде негувана до најголем степен на совршенство, за да можеме да направиме добри дела колку што сме способни. И навистина тоа е така. Имаме разни ние дарови, но наша прва должност кон Бога и ближите е личен развој. Секој да се развива во тие 3 компоненти, дух, душа и тело, да одиме во тие 3 правци. Понатаму вели, секоја особина со која Бог не дарувал треба да биде негувана до најголем степен на совршенство. Дали знаеме да пееме, да свиреме, да зборуваме, да проповедаме, да работиме, тоа треба да го негуваме. Значи, тоа време треба да биде потрошено за изградба и чување на физичкото и менталното здравје. Гледате овде
ove 4 slike to ni го покажува. Što pijeme, što jadime, движење, значи физичка активност и духовна изградба. Овде е Библија, а овде е мало дете. Што тие мали деца добиваат за исхрана? Додека мајката е се уште бремена, вели Елена Вајт, треба да внимава што пие, што јаде, какви стресови доживува. Сето тоа делува на плодот кој треба да излезе на свет, да се роди. Наша прва должност во овој нарушен свет, колку стои до нас, почитувани, да се одржиме, да не пропаднеме, да не однесе бранот, овој световен бран кој не заплуснува. Значи, тоа време треба да биде потрошено за изградба и чување на физичкото и менталното здравје. Ние понекогаш, кога ќе го изгубиме физичкото здравје, вели, кај ми беше паметта. Да, кога сме во сила, кога сме млади, мислиме дека нема да остареме, но ете, животот си оди. Животот минува и на крајот, кога ќе се свртеме назад и велиме како брзо животот помина. Бог не создал со цел да уживаме во животот и во неговата убавина. Да одвојуваме време за себе, за своето тело, за својот живот. Зашто она што се губи никош не се враќа и не можеме да го повратиме целосно. Во секое срце постои болна празнина која само Бог може да исполни. Која ќе исполни таа празнина, тој дава смисол на нашиот живот и нашата радост станува целосна. Многу луѓе биле разочарани, биле на работ. Еден човек се качил на мостот, сакајќи да се фрли долу. И наидува полицаец и му вели: господине, што работите? Ништо, вели, ке се фрлам, не сакам повеќе да живеам. Не се исплаќа, разочаран сум. И сега полицајецот му вели: ајде, кажи ми ги причините зошто сакаш. И знаете што случило на крајот? Двајцата се фрлиле. Толку имал аргументи овој човек, дори полицајецот го наговорил со тие аргументи негативни и тој мисли дека нема смисол на живење и двајцата се фрлиле во вода. Многу луѓе денеска живеат со празнина во своето срце и го исполнуваат со некои минливи работи. А што е минливо? Повторно се бара, повторно да го тоа пополниш и на крај човек се умара и посегнува по својот живот. Но гледате ова мала слика, ова детенце има срце. Во срцето е Исус Христос. Во секој срце постои болна празнина, која само Бог може да ја исполни. Која ќе исполни таа празнина, тој дава смисол. Може некој да посегне по ракија, по алкохол и да најде смисол тие 2-3 часа таа ноќ со своите другари. Меѓутоа другарите ќе заминат. Тој ќе остане сам. Треба се врати дома, а не зна каде да се врати кога е пијан. И таа празнина што е пополнил со нешто моментално, ќе биде уште поголема дупка. Но Бог не е таков. Бог дава смисол на нашиот живот и нашата радост станува целосна. Илјадници луѓе денеска, почитувани, го наоѓаат Христа и ја полна таа своја празнина со Христовото присуство, стануваат новородени луѓе. Ние минатиот пат зборувавме за новораѓањето. Што значи новораѓање? Врата низ која треба секој да помине и да направи сојуз со Господа, тој патот на крштевање. Тој дава смисол на нашиот живот и нашата радост станува целосна. Да, ќе има проблеми, ќе има притисоци на оваа земја, ќе има црни диагнози од страна на лекарите, но ние свесни сме дека сме овде гости и дека очекуваме ново небо и нова земја, кај што ќе нема смрт, кај што ќе нема солзи, кај што ќе владее правда. Нашето постоење е чудо Божје, почитување. Тоа е ремек дело на нашиот Господ Исус Христос. Ние сме овде затоа што Бог сакал. Нашиот живот е драгоцен дар, затоа мораме да го негуваме и да се грижиме за него. Целовитост во овој нарушен свет само ќе биде ако е Бог со нас. Ако животот го поминеме сами, ако животот го поминуваме без Бога, тогаш ќе биде многу темен тај живот, односно крајот ќе биде многу црн, ќе нема завршница радосна. Прочитав денеска на интернет, некој човек починал, дали се негови најблиски, напишеле: мирно татко ни ги затвори очите и почина. Човек христијанин, длабоко навлезен со Бога. Ги затворил очите,
mirno i otide na počinok. Со надеж и со вера, дека еден ден повторно ќе се сретне со своите најмили, а пред се ќе се сретне со Бога. Нашиот живот е драгоцен дар, затоа мораме да го негуваме и да се грижиме за него. И затоа овие предавања, значи 11 ќе имаме предавања, ќе ни помогнат како да имаме поквалитетен живот, физички, но и духовен. Нашиот живот е драгоцен дар и затоа Бог бари од нас да вложиме напор, да бираме што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе читаме, што ќе се храниме духовно, да повеќе време посветуваме за духовна храна, која може однатре да ни помогне да обстоиме и да се спротивставиме на сите ветришта кои дуват во овој свет. Наша задача е да живееме живот во изобилно здравје, за да можеме да го славиме Создателот, да служиме на другите и да доживееме исполнет живот. Да, наша задача е да имаме изобилен живот, да може да го славиме Бога. Рековме, во болно тело човек не може да си служи на себе си, на ближните, а камоли на Бога. А ѓаволот знае да предизвика многу бактерии, многу болести, да човекот биде оптеретен, да нема време да се насочи кон својот Создател. Нека навистина Господ ни помогне. Да ни помогне да овие тајни што ќе ги откриваме, да ни помогнат се повеќе и повеќе, да го нашиот живот да биде квалитетен, а на тој начин ќе може да имаме и квалитетен однос, квалитетна вера кон нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Амин.